Последни вести денеска, добро вечер. Немојте да бидете жртва. За вас само вие одлучувате. Хрватскиот председател Зоран Милановиќ без ракавици за условувањата кон Македонија за членството во ЕУ. Во вилата Водно на пресконференцијата председателката Силјановска Давкова јасно порача дека земјава останува на европскиот пат, но дека ветото не е пријателски инструмент. Советите кои Македонија ги добива од Унијата и од соседите за евроинтеграциите, земјата да ги земе со резерва, бидејќи тие не секогаш се корисни, порача хрватскиот председател Зоран Милановиќ по тет-а-тет средбата со председателката Силјановска Давкова. Според него Македонија не смее да дозволи да биде жртва на принуди на патот кон ЕУ и смета дека не треба да се третира како случај со посебни потреби или како земја со грешка. Не сум дојден тука да делам совети и да ги сеам како семења наоколу. Секако многу совети добивате и од многу други насоки, од многи страни, од соседите, од меѓународната дипломатија, од Европската комисија. Не се сите тие совети паметни, ниту корисни за вас. И ги примате како вреќа сол, работите по свое, вие сте оние кои ќе одлучите што е важно за вас. Немојте да бидете само жртви на принуда или некакво изнудување кога станува збор за членство во Европската Унија. Јасно е дека треба да постои консензус, како и да свртиме, доаѓаме до истото. Се додека некој е против, Македонија не може да оди напред. Членството во Унијата и понатаму е стратешка цел на земјава, но пристапниот процес треба да се одвива по копенхагенските критериуми, а не преку ревизија на историјата, истакна председателката Силјановска Давкова. Според неа, ветото кое на земјава и е наметнато на патот кон ЕУ не е пријателски инструмент и смета дека Македонија веќе направи низа отстапки, по кои дури стана и препознатлива. Состојбата во која се наоѓа земјава на патот кон ЕУ, Силјановска Давкова ја оцени како неодржлива и смета дека последниот извештај од Европската комисија не говори само за подготвеноста на Македонија, туку и за односот на Унијата кон земјава. Има нешта за кои можете да преговарате, бидејќи се рационални и бидејќи се врзани за мерит системот. Има нешта за кои не можете да ги исклучите емоциите и тогаш е тоа ирационално. Во договорот за пријателство и добрососедство нема во ниту еден член одредба која вели дека треба да посегнеме по уставни измени. Зашто разговараат комисиите бугарско-македонската? За историја, култура, па и за јазик. Во таа смисла јас споменав нешто што постојано ни го кажуваат. Пакта сун серванда. Во договорот нема такво нешто. Председателката вели дека не може да предвиди дали најавените поседи на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и еврокомесарката за проширување Марта Кос во земјава ќе го придвижат пристапниот процес, но порача дека и пред нив ќе ги изнесе досегашните позиции и ставови. Во рамки на еднодневната посета на земјава Милановиќ оствари работен ручек со премиерот Мицкоски, на кој била потврдена поддршката од Хрватска за европската иднина на Македонија, а разговарали за можностите за продлабочување на соработката меѓу двете земји, напиша Мицкоски во објава на Facebook. За време на официјалната посета на Македонија, Милановиќ го посети и гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Скопскиот кривичен суд го одобри обвинението за случајот Адитив, кој се однесува на криминал во државната ЕСМ тежок 6,5 милиони евра. Предметот ќе биде распределен на натамошно постапување кај судија, пошто ќе биде определен и термин за судење, велат од кривичниот. Со обвиненијата опфатени се 31 физичко и 5 правни лица. Прво обвинет за несовесно работење е поранешниот директор на ЕСМ, Васко Ковачевски, кој е во бегство. Обвинети за неколку кривични дела се и неговиот наследник Васко Стефанов, како и екс-директорите на РЕК Битола, Пеце Матевски и на ТЕЦ Неготино Небојша Стојановиќ, но и поранешните комерцијални директори на ЕСМ. Според обвинението, меѓусебно се договарале да ги изиграат постапките за набавка на адитив за јаглен за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломе. Во случајот со трагедијата во Кочани постапивме неселективно и без двоумење. Случајот Адитив е символ дека нема недопирливи, порача министерот Тошковски на одбележувањето на денот на македонската полиција 7 мај. Одлучни сме дека оваа борба
мора да се води со целосна посветеност, со вистински партнери и со чисти раце, потенцираше пак премиерот Мицкоски. Деталите од Дејан Трајковски. Од скромните почетоци и силен ентузијазам пред повеќе од 3 децении до модерна полиција, денес подготвена да се справи со сите предизвици. Денот на полицијата 7 мај одбележан токму на местото каде што се формираше по осамостојувањето. Застанати рамо до рамо, одбележувањето го започнаа со едноминутен молк во чест на колегите кои ги дале животите за безбедноста на граѓаните. Безбедноста не е привилегија, туку темел на здраво општество, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Вели, достоинството на полицаецот се враќа, а нивната професионалност ја покажали во последните големи предизвици, вклучително и трагедијата во Кочани. Во случајот со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани пак, Министерството за внатрешни работи спроведе сеопфатна истрага. Поднесени се кривични пријави против 70 сторители, меѓу кои има и сегашни и поранешни министри, градоначалници, раководители, инспектори, полициски службеници и други носители на одговорност, без заштита, без селективност, без двумење. Безбедноста не е само статистика, порача премиерот Христијан Мицкоски, кој одговорницата повтори дека компромис со криминалот и корупцијата нема да има. Оваа борба мора да се води во целосна посветеност, со истински партнери и со чисти раце. Наша задача е да ги отвориме очите преку професионална, етичка и непоткуплива полиција. Полиција која ќе го гони криминалот, без оглед на тоа дали стои зад маска, позиција или пари. Неколку полицајци денеска добија и признанија за својата храброст. Меѓу нив и младиот Денис Месарош, кој неодамна спасил 12-годишно дете во пожар во последен момент. Пробав да влезам од доле, ама имаше јак пожар, не можеше да се пристапи до горе по скалите. Пошто влегов кај комшиите, кај соседите, догледав на дрвена скала, се качив кај соседите на тарасата. По керамидите го отворив прозорот кај што беше детето во детската соба и со помош на приправникот ми ја држеше скалата, го извлеков детето по скалите. Во Центарот за обука во Идризово полицијата изложи дел од својата технологија и механизација со која се секојдневно работи на безбедноста. На одбележувањето беа присутни бројни представници на институции и странски амбасади во земјава. До 2027 година се очекува да биде изграден и пуштен во функција новиот гасоводен интерконектор кон Грција. Од вкупно 123 километри, македонскиот дел ќе биде со должина од 67 километри. Договорот за изградба и официјално беше подпишан од избраниот изведувач Rapid Build, Министерството за енергетика и операторот Номагас. Тендерот е вреден 59,9 милиони евра, а очекувањата на министерката Божиновска се дека со изградбата на интерконекторот ќе се овозможи алтернативен влез на природен газ и поголеми можности за индустријата и локалните самоуправи. Тоа беше се во последното издание на вестите. Пријатна вечер.